колега Джафери, почитувани пратеници, господине министер, почитувани новинари. Слушнавме цитати од многу министри за надворешни работи. Јас само ќе ве замолам да се обидете да замислите како министерката за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, изјавува во мирна или во жестока расправа дека целата или дел од бугарската нација е нација со комплекс. Доколку таа даде таква изјава, од морални причини ќе си поднесе оставка. Замислете го господинот Подзијас во жестоките расправи на нашата јужна земја сосед Грција, која што има најконтраверзна историја и неголеми комплекси на непризнавање на малцинства и други групи. Замислете Кодзијас да изјави дека грчката нација или дел од грчката нација е нација со комплекс. Тоа ќе биде неговата последна изјава. Замислете го министерот за надворешни на Албанија или на Србија или министерката на Австрија или кого сакате. Прво, како кон даночни обврзници кои што плаќаат за високата плата на министерот, треба да се има почит кон сопствената нација. Второ, како луѓе кои што имаат право да одлучат, да размислуваат и да ја толкуваат својата историја. Ниеден министер, ниту пратеник нема право за тоа да ги опомене, да ги укори, а камоли да ги навреди и да каже дека се работи за нација со комплекс. Да го оставиме настрана договорот и изјавите на министрите за надворешни работи на други држави. Да ги земеме изјавите, например, на господинот Петар Томка, официјален представник судија на словачката влада во Меѓународниот суд на правдата во Хаг. На Рони Абрахам, официјален представник на француската влада во Хаг. Ричард Крафорд на Австралија, Хасаши Овада на Јапонија, Бруно Сима на Германија, Џон Донг на Америка, Крис Гринвуд на Британија и сите други судии кои што нивните влади ги номинирале да бидат официјални судии во Меѓународниот суд на правдата. Тоа што денес го говори министерот Димитров дека треба да го смениме уставот, тоа го говореше грчката делегација во Хаг. Но сите судии од овие почитувани странски држави пресудија дека Македонија има право да го зачува својот устав затоа што тоа е суверено право на една нација, бидејќи е тоа достоинството на една нација и дека не се работи за никаков комплекс, напротив, за универзално право на секоја нација без разлика колку е голема или мала. И сега имаме извртување на тезите. Значи, Грција која што не признава постоење на македонско малцинство, на турско малцинство и на албанско малцинство, не е нација со комплекс, а тоа што во Македонија некој се дрзнал да помисли подалеку или да ја толкува на свој начин историјата, тогаш станува збор за нација со комплекс. Тоа е двојниот стандард на Никола Димитров. Тврдите дека Македонија е нација со комплекс, затоа што ако го немало Александар Македонски, ние не знаеме кои сме. Тоа го изјави господинот Димитров. Но дали знае господинот Димитров кој ја донесе одлуката за изградба на споменикот на Александар Македонски во Скопје? Одлуката е донесена декември 2004 година од Советот на град Скопје со мнозинство гласови од советниците на СДСМ и на ДУИ. Прашајте го господинот Ахмети, ако не ми верувате мене, или земете го службениот гласник на град Скопје. Дали советниците од СДСМ и ДУИ, кога изгласале со пари од буџетот на град Скопје и од буџетот на Република Македонија да се гради споменик на Александар Македонски, биле советници со комплекс? Но тогаш министерот Димитров молчи затоа што има удобна амбасадорска фотелја во Вашингтон. Тогаш одлуката не го иритира. Тогаш одлуката не представува компрометација. Тогаш тоа не е комплекс за Македонија ниту за Грција. Тогаш е важно што македонските граѓани и даночни обврзници за 5 години амбасадорски мандат одвоиле $500,000 за платата на господинот амбасадор Никола Димитров. Тоа било важно, не било важно што е донесена одлука од СДСМ и ДУИ да се гради споменикот на Александар Македонски. Затоа молчи заради комфортот на позицијата. Потоа имаме следна ситуација.
Господинот Димитров станува амбасадор, прво советник на господинот Груевски, а потоа амбасадор во Хаг. Проектот, врз основа на донесената одлука на мнозинството од СДСМ и во градот Скопје, за градба на за него спорниот спомен обележје, почнува во текот на неговиот амбасадорски мандат во Хаг. 2009, 10, 11, 12, 13 година веќе се е завршено. Но господинот Димитров не дава оставка, не дава изјава, не укорува, не предупредува, не кажува дека тоа ќе ја наруши позицијата. Зошто? Затоа што даночните обврзници на овој искомплексиран народ, според него, исплатиле $600,000 за платите на господинот Димитров како амбасадор во Хаг. Значи тоа било битно, да има позиција, да има добра плата, а не е важно дали нешто се гради или некој одлучил нешто да гради, што господинот Димитров ќе го смета денес за нешто кое што нацијата ја прави искомплексирана, но кога тој е на позиција, тогаш нема проблеми и нема комплекси. За да си го покрие гафот, а особено да го покрие недостатокот на поддршка и легитимитет, кој што го нема на референдумот, за проектот кој што тој го подпиша, тврдејќи дека претходно ќе даде оставка ако не помине Илинденска Македонија, но веројатно фотелјата е поважна од оставката и од принципите, господинот Димитров прашува кој гласал за да се гради проектот 2014. Кој народ, кои граѓани го гласале тоа, дали имале референдум? Јас кажав, гласале советниците на СДСМ и на ДУИ во град Скопје, но кога сме кај народот и кај граѓаните, прашањето е кој го гласал господинот Димитров да биде амбасадор во Вашингтон, кој го гласал да биде амбасадор во Хаг и кој го гласал да биде министер. Овде господјата Раменски има зад себе 8 или 10.000 гласа. Господинот Трајко Велјановски во континуитет има 50, 60 или 70.000 гласови. Господинот Бранко Манојловски има зад себе 6, 7, 8 или 10.000 гласа. Господата од СДС, од ДУИ, од ДП, од ВМРО, ДПМН, од ГРОМ и од сите други, зад себе имаат легитимитет на гласови, со многу избори. За господинот Димитров ни еден граѓанин не гласал за тој да биде министер. Значи се работи за политичар без граѓански и изборен легитимитет, кој што сега го спори легитимитетот на народот и на граѓаните да говорат слободно за својот идентитет, држава, уставно име и историја. Доаѓаат претседателски избори, ќе биде многу добро да се проба оваа шанса. Да собере министерот Димитров 10.000 подписи, да се кандидира на претседателските избори и да види што значи да се добие или да не се добие изборна доверба. Но има една лоша карактеристика. Ако вие денес отворено и арогантно им префрлате, ги понижувате и ги омаловажувате оние на кои што до вчера сте им биле најблизок соработник и заради кои сте добивале позиции, прашањето е следно. Вие тоа утре ќе го направите и со денешните ваши соработници. Тоа не е добра одлика како политичар да ја има еден човек кој што, кога бил председател Борис Трајковски, дава изјави и тврди дека уставното име не треба да се менува, треба да важи за целиот свет. Кога потоа е председател Бранко Црвенковски, ги потврдува изјавите дека двојната формула е тоа што треба да се застапува и нема отстапки од таа позиција. Кога потоа е Бучковски премиер, ги следи неговите позиции. Кога потоа е Груевски премиер, му станува специјален советник и ги следи неговите позиции. Кога потоа Заев доаѓа за премиер и вика треба да се свитка кичмата, ги следи неговите позиции. Тоа значи дека ние имаме тука министер за надворешни работи кој што е вешт политички камелеон. Ги менува боите како што владите во Република Македонија ги менувале боите. И затоа сметам дека таков еден политичар, кој што нема ниту еден глас изборен легитимитет, нема морално право да навредува пратеници или дел од народ за нивно толкување на историјата. Заедно бевме во судот во Хаг, каде што ги браневме позициите на Република Македонија. И јас знам најдобро, како застапник, и министерот Димитров, тогаш амбасадор, како заменик на застапникот на Република Македонија во Хаг, дека го браневме принципот дека Македонија има суверено право да го зачува и да го употребува меѓународно своето уставно име. Прашањето е денес, мојата позиција е иста. Која беше цената што министерот Димитров го сменил својот принцип? Благодарам. Колешка Николова,
и пред вашата реплика сум слушнал многу пофални зборови за дипломатските вештини на господинот Димитров. Најголемите пофалби сум ги чул од претходниот премиер Никола Груевски, кој што кажа дека верува во него и затоа го испрати како специјален представник во Брисел, бидејќи не му веруваше на тогашниот амбасадор, испратен претходно од НУИ, на господинот Блерим Река. И сметам дека довербата со самото номинирање во ХАК беше оправдана. Но тоа што сакам да ви го кажам. Министерот за надворешни работи поранешен на Албанија, Љулзим Баша, во еден момент, во разговори кога подпишувавме за поминување на со лични карти на границите без пасоши, вика зошто вие со Грција се расправате за Александар Велики, кога тој е албанец по мајка. И тоа нема потреба да се расправате. Дали Љулзим Баша е човек со комплекс? Секој има право да си толкува како сака. Благодарам. Но во овој регион секој може и да споделува. Ексклузивитетот на Грција да не споделува не му дава право на министерот Димитров да кажува дека македонците се нација со комплекс. 3 минути.